Спортски журнал. Добар ден, почитувани слушатели. Ова е емисијата Спортски журнал. Редовно оди секој понеделник и петок во истото време, некаде по 11 часот, спортска емисија наменета за спортистите и спортските клубови, главно од Прилеп и Прилепско, кои што учествуваат во домашните или пак меѓународните надпреварувања. Како и секогаш се трудиме да обезбедиме гостин, на наше огромно задоволство и денеска имаме гостин. Тој ќе биде особено привлечен за оние од повозрастните, поранешните генерации, бијќи се навраќаме и на минатото, секако ќе спомнеме и денешницата. Меѓутоа, она златно минато кое никогаш не може да се заборави, како се стигнува од последното место на табелата до првото место, треба многу енергија, желба, сила и низа, една долга низа на победи. И тоа во југословенски рамки, кога беше Југославија. Ќе ви откријам кој е нашиот гостин во студиото, меѓутоа да кажам дека водители сме неизменети, јас Зоран Игецки и Николче Димески, кој е задолжен и за техничката реализација, а додека трет човек во нашето студио е нашиот гостин, за кого имаме огромна чест, задоволство, од срце го поздравуваме, бидејќи доаѓа од далечна Австралија. Тоа е Милан Тодоровски. Тој е поранешна фудбалска звезда, играше за повеќе клубови, а ние ќе се навратиме особено на оно што го покажа во победа со неговите соиграчи. Да не испуштиме, Николче, да кажеме дека и нашите слушатели и гледачи ќе можат да се јавуваат со своји коментари, со своји размислувања, ставови околу оваа тема. Да, можат слободно да ни се јават на 070303437, на Facebook на нашиот лайвстрим кој што моментално оди, на Вибер, се она што ќе коментираат, што сакаат да прашаат, ќе биде тука веднаш пренесено до нашиот гостин, така да мислам дека сите ќе уживаат во се она што следува. Да. Значи, добар ден, добро ни дојдовте во нашето студио, Милан Тодоровски. Од Австралија ве гледаме често, еве и сега сте тука. Добар ден, поздрав до вас во студиово и поздрав до сите слушатели и гледачи во моментов на оваа радиопрограма. Значи, често ве гледаме овде во Македонија, во Прилеп. Како ви успева? Во последниве 3 години, 3 пати поред, значи секоја година доаѓам, предходно малку поретко така, на 3 години, 2-3 години еднаш. Сега времево така се поклопи, да можам да си дозволам и секоја година да доаѓам и се надевам се додека можам, вака додека ме држи здравието, додека можам, додека сум мобилен и ќе доаѓам секоја година. Така бар ми е во планот. А ќе видиме, Господ ќе кажи како ќе се одвива работава. Многу убави навраќање на минатото, сеќавања кога ќе ве сретнам вас за она минато од 80-тите па и 90-тите години, бидејќи вие во почетокот на 90-тите години некаде заминавте во Австралија. 93-та во март. 93-та година, кога беше пред почетокот на пролетниот дел тука некаде. Так. На првенството, на првата сезона, значи беше на самостојна Македонија. Една недела пред почеток на вторава, да речем, полусезона, пролетниот дел. И заминав јас со Николче Јошевски. Заедно заминавме во исти клуб во Сиднеј, Македонија, тогаш се викаше. Сега има некои други имена, Бенкстеон, Сити Лајонс во Сиднеј. Зошто ги смени ми, не знам? Ги смени федерацијата во тоа време, значи зборувам назад 32-3 години. 32 години оназад, една година така се водеа и после да не доаѓаат некои етнички судири меѓу навивачи, меѓу... Значи тоа за сите генерално. И за сите и се промени името
Меѓутоа, тоа за нашата заедница, македонска заедница, секогаш остана Сиднеј Македонија. Никој не го вика како сега Бенкстеон, да кажеме, Бенкстеон е населбата таму во која се наоѓа фудбалскиот клуб и Бенкстеон Сити Лајонс, така му беше името. Сега да не е нешто изменето, не знам, не сум ни сигурен повеќе, ама отприлика тука некаде. Ама во меѓувреме помина 30 години и оние клубови кои сакаат да ги вратат своите имена, повторно му дозволи, да кажам, политикава, тоа беше на политичка одлука. Сега Бенкстеон се уште мислам дека не му е сменето, Рокдайл мислам дека го промени, Престон Македонија го промени, го врати фактички старото име, така се движат работите таму. Значи зависи од федерацијата. Па и од федерацијата, ама федерацијата е директно беше под политичка, да кажам, одлуката беше, не беше фудбалска одлука. Тоа секаде постои. Ете, политиката секаде се меша, има своји прсти замешано, па и во фудбалот. Така. Се случува и тоа. Да. Добро, ако е добронамерно, тогаш може и да се прифати. Па добро, од нивна страна добронамерно, од овие кои треба да го менат своето име, мислам дека не баш со некој симпати го прифаќаат тоа. Затоа што ти си ти, остани таков како што си, ако некој не те прифаќа, сега тоа е негов проблем, не е твој проблем. Така јас размислувам. И сега да не чекаме многу, да се посветиме на овие надпревари, кога од последното место на табелата во таа Југословенска лига, Така. значи, дојдовте до првото место. Па на значи, чекор, од последно на чекор. место до прво место да се дојде, тоа не се случува секој ден, не се случува многу често, туку многу ретко, и така се случи 87-88 таа сезона во втората Југословенска фудбалска лига, Источна група. Жално беше да се види победа пред мечот со Мајдапек, пред оваа серија, Така. која беше најдолу на табелата, последно место. Меѓутоа, беше многу радосно за сите кога помина таа серија на прво место. Ајде сега да одиме соред. Овде имам запишано, а и не треба многу да запишувам, бидејќи сум сведок на овие настани. Со Мајдапек беше првиот надпревар дома и победа од 1:0. Како се чувствувавте тогаш последни на табелата и сега треба нешто да преземете? Па гледај, пред да одговорам директно на ова твое прашање, малку ќе го проширам, темава ќе ја проширам. Еден вовед, да? Да, еден вовед, да. Значи, дојдовме тоа лето 87-ма, јас Досев, кој немаше право да игра, да кажеме, едно 3 месеци, потоа Тркалинов. Зошто немаше Досев право? Па касно беше регистриран и го пропушти тој прелазен рок и кога се регистрираш, мораше 3 месеци да паузира. И Васко Гунев, Љубиша Ивановиќ, Богоевиќ од Напредак Крушевец и мислам Тони Чуповски од Балкан заедно со мене. И тоа беа засилувањава. Никак не нешто звучни имена, едноставно Богоевиќ кој беше резерва во Напредак, од втора лига ние останативе доаѓаме од Македонска лига, од Републичка лига. И се склопи еден тим како што се склопи, замина некои звезди како Сашо Тодоровски, Анđелковиќ, Коприч, се не можам да се сетам на сите кои беа претходната година, кои обезбедија опстанок во последно коло, со мислам дека не знам, Напредак Крушевец да не беше тука 1:0, не сум сигурен. И сега дојдовме ние малку со скептицизам бевме прифатени затоа што фактички ние победа не донесе некои звучни имена, барем на хартија што се однесува. И тргнавме така топло, ладно, прво топло, па ладно, па така возевне првите 5-6 кола и се до надпреварот со Мајданпек, што го потенцира ти. И тоа беше можеби најнискиот пласман во таа сезона на тимот. И бевне можеби на последното место, не се сеќам, ама скоро долу бевне. Јас се сеќам можеби дека на така. табелата најдолу беше победа и разочарани прилепчани, меѓутоа еве дојде тој надпревар со Мајданпек И имавме пак, да. Имавме пак 7000 публика. Значи и покрај тоа што да кажам бевне на дното на табелава, градот, навивачиве, симпатизериве никогаш не кренаа раце од победа.
Значи, беа тука 7000, беше во тоа време 7000, Слобода Тузла не можеше да се обери со Црвена звезда. Единствено и со Партизан, со другиве толкав стадион имаше, а играше прва лига. А овде ние со Мајданпек втора лига и се сеќавам на тој натпревар исто добро, како впрочем и нас скоро на сите. Беше пенал на Лазо Радевиќ, Миле Конески го претвори во гол, 1-0, не сум сигурен дали прво или второ полувреме, и така заврши таа. Овде пишува 32 минута. Ете, па зато, не сум сигурен некој кој е, важно 1-0 заврши. И беше еден, како да кажам, еден по-англиски малко ви кажете релиф, сега и мене да се изразам така, едно така ослободување, еден терет малко ти падне и спаѓа дека ние не можеме да победиме никого. И со тоа 2 бода веќе малку се дишеше поубаво. Тогаш се освојува 2 бода. 2 бода, да. За оние кои се помлади генерации. Така, немаше 3. Немаше 3 бода тогаш, 2 бода за победа и еден за нерешен. За нерешен резултат. Значи тука од пенал. Да. Така наречено од одвај се доби Мајданпек. Мислам ја дека сосема заслужено спрема играта ние доминиравме, не бевме лоши. Едноставно закажуваше таа реализација и се доведувавме и претходните надпревари. Ние губевме 1-0, 2-1, значи 1-0 изгубивме 1-0 изгубивме во Крушевац, четврто коло. 2-1 изгубивме второ коло во Пирот. 3-1 изгубивме дома со Пелистер. За жалост не бранеше Мирса Дионус, беше Да, Цветановски беше на гол. Да, не, Сашо беше добар голман, меѓутоа немаше минутажа, немаше, постојано беше во сенка на некого, претходно на Томич, претходно не знам на кого, и никако не му беше дадена шанса, и се овие новите застануваа на гол, и иако Сашо не беше ништо крив за таа утакмица, мислам имам не играше ни Фарук Јонус, беше нешто повреден, мислам, на таа утакмица, па имам нов центар халф, стопер Чуповски, кој за негова несреќа и за наша одигра многу слабо, и гостински фудбалер од Пелистер Ачимовиќ се викаше, мислам дека е покоен сега во моментов. И ни даде 2 гола и даде уште еден, не знам кој го постигне, изгубивме 3-1, иако имавме не знам колку шанси, ако ние ги реализиравме, требаше да бидим можеби 5-3 за нив. Тие тоа што има, тоа така заврши резултатот. Ние не успеавме да реализираме само една, јас ја реализирав на 2-0, 2-1, и тоа беше прво полувреме. И никако големи напори вложивме, потрошивме голема енергија и публика 18.000, ете го загубивме тој надпревар. Значи 3-1 и тој е единствен надпревар што сме го загубиле со 2 разлика. Другото сето беше на минималец. Меѓутоа не е важно. Меѓутоа еве дојде овој надпревар со Мајданпек 1:0. Ајде да се подсетиме на играчите што настапуваа. Мирса Тионус беше голман. Така. Се уште имате комуникација Да, па сега седев пред 2-3 дена заедно. Значи, вака да кажам, на телефонска комуникација, Вибер, тоа не нон-стоп, но вака во живо малку потешко ми оди. Потоа Звонко Костов. Десен бек. Тој играше, Звонко Костов, на тој надпревар. Да, него го немам видено подолго време. Тој инако од Кавадарци. Од Кавадарци живее во Скопје во моментот. Добро. Лазар Радевиќ. Да, него го видов минатава година, него го гледам секоја година кога се. Каде живее тој? Живее во Пожега, во Србија. Во Србија, добро. Венци Сосулевски за жал починат е, и тој играше тогаш, еден од поискусните тогаш. И капитен, беше капитен на екипата. Спасе Најдовски. Тој влегол како резерва наместо Сосулевски, најверојатно во второто полувреме. Потоа Владо Димовски. Добро, цуцлата, популарен. Значи Спасе Најдовски е во Австралија, да кажем. Така, да, таму е. Владо Димовски го имаме видено овдека често пати. Владо Димовски, тој е познат фудбалер, значи од минатото. Играше 10 години за победа најмалку. Да, во одбраната претежно играше. Стопер. Да. Потоа Милан Тодоровски сте вие. Па Богоевиќ. Богоевиќ, значи тоа е момче кој беше од Напредак Крушевац. Дојде тука и не забележи премногу настапи, можеби ете така, ако стартувал, а не сум сигурен и дали играше од почеток, ја мислам дека беше и резерва. Овде пишува дека е во прва постава. Можда бил, значи не можам да се сетам.
незабележан, се така од клупа на неколку наврати. Едноставно беше... Одамна го немате видено? Не сум го видел од тогаш. Значи единствено од овие што не сум го видел е тој. За сите овие години, од кога завршивме. Да. Меѓутоа, како презимете, не беше честопати го спомнуваат. Многу беше фин фудбалер, играше убав технички дотеран фудбал, беше малку така нежна градба, конструкција и беше на моја позиција и за негова несреќа или за моја среќа. Јас некако добив предност. Имам иста, мислам, минутажа, јас и тој за време на овие припремниве утакмици и евде стручниот штаб се одлучи за мене и веројатно не погреши. Јас давав максимум што може. Резултатите кажува, да, и тоа е тоа. Секој се остави оправдан. Така. После го фаќа и повреди малку почесто и така да му паузираш. Еве во второто полувреме заменет со Маријан Стојковски. Така. Манта добро, Манта беше. Сите го познаваме. Некош стартуваше повеќето, ете, и од клупа, беше релативно млад исто. Подоцна знаеме каква кариера имаше и беше и репрезентативец Маријан Стојковски Манта, па и функционер, сега е подпредседател на Фудбалската федерација на Македонија. Одиме понатаму Тони Наумовски. Добро, се гледаме. И Тони беше млад, значи. Тони беше 20 години тука. Уствари 19 години Тони беше. Значи, млад играч. И тој не беше баш есента стандарден. Туку што дојде од младинската... Не, играше тој предходната година во втора лига. Беше под водство... Кога избори обстана? Да, под водство на Јове Магдевски. Тогаш Јове Магдевски ја водеше покојни сега. И тој беше од минатата година, па беше летото во Вардар и се врати од Вардар. И тука и беше постојано во првиот тим, па излегува, па влегува, така, отприлика беше на ивица внатре надвор. Ете на таа утакмица играл. Да. Како и секој млад играч се бори да избори место, да покаже дека има талент, знаење, искуството. Ќе си дојде со текот на времето. Тука да кажеме дека е Васил Бунев. Тој е од Кавадарци. Така, се гледам со него, значи сега брзо се видео не пред 5-6 дена. Каде живее Васил? Живее во Кавадарци во моментов. Таму е со фамилијата. Дали е вистина дека тој пред да биде фудбалер бил атлетичар? Не знам, не сум запознат. Имаше таква брзина. Бев многу близок со него на времето, значи цимери бевме и тука и во Вардар, заедно делевме да речеме на патувања, на припреми, иста соба. И прилично добро, мислам, стоевме добро додека не замина за Австралија, после полека малку, како да кажам, далечината си ја направи своето, меѓутоа кога секој пат кога доаѓам ја го барам. Сум го барал и додека беше во Крушевац и тука, да се гледаме. Значи играше и прва лига за напредак Крушевац. Да, од Победа отиде во една година само играше во Победа и замина во напредак Крушевац, играше прва лига за нив. Па потоа се врати во Вардар. Познато име сигурно од овие напаѓачи, голгетери. Сега одиме до крај Тркалинов, Ѓорѓи Тркалинов, тој е од Радовиш. Да, се гледаме исто и со него. Годинава не се виделе, меѓутоа се слушам. Еден мал фудбалер, така, со ситна водност градба. на другите беше, меѓутоа многу снаодлив. Пргав, снаодлив, добар техничар, добар шут, малку поексплозивно така беше. И остана во сеќавање, ете, колку години има? 35 години. Од тогаш, 87 рачуне. 30 и повеќе. 37 години. Од тогаш. Така да. И Миле Конески ти е последен на списокот 100%. На крајот е стрелецот на голот Миле Конески од пенал. Знам како оди тимов составот. И со него? Со него се немам видено, ама се слушнав синојче. Значи, се имаме на Facebook, тоа телефонски се слушнав синојче, имаме, ете, и за тоа ќе позборуваме покасно. Правиме напори да се сретни оваа генерација што беше од 87-88 да направиме. Па тоа беше повод и да се сретниме денеска. Бијќи јас слушнав, ме информираше Тони Шалев од Кавадарци, ми се јави. Така. Рече дека на 24 мај, да, следнава сабота. Сабота во 11 часот почнува се од градскиот стадион. Так. Таму сите овие што се поканети и што ветиле дека ќе дојдат, ќе се појават на стадион, ќе се направи една дружба и потоа продолжува. Така. Некој од
рестораните Да, да. во Прилеп, Точно. по толку време да одржувате комуникација, контакти, таа генерација или тие генерации од таа сезона, наистина е за поздравување. Па, Идејата, мислам дека беше ваша. Па од прилика тргна од мене. Била. Се еве овие 2-3 години јас само ги посетувам сите овие мои колеги и тие прашуваат еден за друг. Ја му покажувам слики да се видат и Мирса Дионус баш минатата година рече па ајде направиме нешто да се собериме. Па ајде реков ја немој да чекате ја да дојдам од Австралија па да ја да организирам. Организирајте вие и тоа остана на тоа минатата година. Оваа година кога се видов не прв пат рече почнуваме со работа, мислам, наработиме на организирање на ова, ама ти не си потребен за комуникација, пошто ја ги имам скоро сите играчи ги имам под број, мислам, со телефонски број, или ги имам на Facebook, или на Твит, овие, како не на Твитер, на, како се вика, Вибер. Така да ја комуницирам со сите. И единствен кој комуницира со сите сум јас. И сега тука сме, да кажам, во тој, како мини одбор Шалев, јас и Јонус, Голманов, и контактирани се 15 фудбалери, не е контактиран Најдовски, не е контактиран Кулески, затоа што се во Австралија, нормално Венцислав Сусулевски покојни, не е меѓу нас, а Лазо Радевиќ ќе го контактирам и него, не е проблем тоа, меѓутоа тој е во Србија, тешко дека ќе дојди, Љубо Ивановиќ ќе дојди, тој е во Београд, но рече дека ќе дојди. Љубо Ивановиќ исто така беше присутен тука. Да, тука беше Зет наш прилепски. Висок фудбалер беше. Така, десен бек играше, така. На бековска позиција. Така. И од таа генерација сите се памтат, сите детали. Епа, еве ги, значи 15 фудбалери кои сите го потврдија доаѓањево. Еве ќе почнем од Мирса Дионус, па Фарук Јонус, па Тони Шалев, па јас, еве тука сум нормално, Маријан Стојковски, па Миле Конески, па Рубин Георгиевски, кој е, да кажам, пред нас играше, но ете ние имаме таа чест да му одиграме на прошталниот надпревар. Иако тој рано се откажа на своји 28 години, поради низа повреди, мораше да ги закачи копачките на клин. Значи, и тој беше одличен играч. Да, Рубин Георгиевски, Тони кој Ромовски, не се заборава. Да, таман работа. Васко Гунев, Ѓорđија Тркалинов, Владко Досев, Звонко Костов, Љубиша Ивановиќ, Зоран Мицески, Томе Раденковиќ и Сашо Цветановски. Тоа се 16 играчи кој единствено не ми е контактиран последниот Сашо Цветановски, ќе правам напори да го најдам, не е далеку, тој коњари веројатно, од таму потекнуваше и сите овие 15. Тоа нека и голманите да кажеме дека дури четворица синојче се слушнавме, така. Четворица голмани се сменија во таа сезона во победа. Таква беше ситуацијата. Так. Или имаше картони, или имаше повреди и мораше да се бара решение, второ, трето решение, дури и четврто. Дури бранеше и Трајче Николовски со Пелистер во Битола. Значи јас не играв таа утакмица, тоа беше во пролетниот док. Така, јас бев во ЈНА тогаш во војска. Ете, знам дека бранил тој, замисли сега пред Мирса Дионус, пред Сашо и пред Зоран Мицески, кој после беше првиот репрезентативен голман на независна Македонија. Да. И, значи, ниеден од нив не бил во моментот, да кажам, на располагање, што морале стручниот штаб да се повикаат на голманот, четвртиот голман фактички од младиот тим на Победа. Да, таква беше ситуацијата, тогаш се бараше решение за голман, па и за други позиции. Еве сега, например, да се посветиме на наследниот надпревар ОФК Титоград, Победа 0-1. Так. Игравте во сабота. Се сеќавам и на тој надпревар, значи ги памтам сите, не баш сите детали, меѓутоа ми останало прилично добро во игравте во сабота и ние кога гледавме, тоа се гледаше телевизија многу. Така. И гледаме во сабота вести, на вестите така, треба не можеш да слушнеш инаку. Нема интернет, така, нема ништо. Нема ништо. И кога кажа ОФК Титоград Победа 0-1, препчани нормално сите бемте весели, бијќи следува гостување на ОФК Београд во Прилеп. Так. И собирање на многу публика. Како беше во Титоград сега? Еве, прв пат на гости имате триумф. Па тука бевме блиску ние и во Пирот, да не изгубиме и на сите овие гостувања. Но ете реков, не реализираме, сега одиграме дефанзивно многу добро, солидно, значи не примивме гол. Јас се сеќавам добро играв и на стоперска позиција, не на мојата позиција.
од некои причини, веројатно некој од овие беше со картони или повреден. Ќе го кажеме составот, јас ги имам од сите надпревари. Така. Еве, значи тука беше Па Јонус бранеше сигурно. Јонус, Мирсат Јонус. Да. Па Костов што го спомнавме, Ист. Радевич, тие се Истиот наземели, тим, фактички. Сусулевски, Димовски Владо, Така е. Милан Тодоровски, тоа сте Така вие, е. Богоевич пак тој Така. прва постава. Сега Спасе Најдовски Влезе наместо за него така. И тоа влезе влегува. последните 15 Сега минути. тука е Митрески, Митрески. починате за жал. Ја не мислам, не е починат. Значи не е Митрески овој нашиот Митрески Прилепчанецот. Тој е Митрески Карпата го вика, тој живее во Скопјанец е, живее, значи мислам, тука е Митрески. да, мислам дека и женети од тука од Прилеп, Зоран, мислам беше името, малку се години ве поминаа. Ако е Карпата, тогаш Карпата, тој е од значи, Скопје. од Скопје и сега Значи живее. не е Прилепски од Митрески. Не, покојни Мукле, така му беше Да, презимето, да. Значи не е тој. Тој не беше тогаш во Победа, беше претходните 3-4 години, да кажам. Не е тогаш. Во втора лига, Мукле играше само во Македонска лига во Победа. И беше добар играч. Но ете така, Победа беше тогаш Македонска лига и така му беше пишано, да кажеме. Тој е Митрески Карпата, од Скопје, после тука е Гунев, Тркалинов и Конески. Тој доста време го истиот гледав во состав е. Прилеп. Па живееше тука, мислам дека е женет беше од Прилеп. Не сум сигурен, ама така На нешто. некој начин беше поврзан со Прилеп. Так. Сега Значи, живе. тој е Митрески. Так. А, Зоран, мислам се вика, да, Зоран Митрески. потоа Тони Наумовски влегол за него. Значи истиот Па состав е. Гунев, Тркалинов и Конески. Миле Конески. Значи истиот состав што победува, истиот и игра. Значи тука, како што кажа, Венцио игра, покојни игра во таа везна линија, Владо Димовски е последен играч, а јас сум пред него, ја играм стопер. Се сеќам некој центарфор нивни, вака, корпулентен, доста одеше, тоа што не е како сега, да кажам, играта, судије сега правилава ја заштитуваат максимално играва. Значи, тогаш беше тепање, големо тепање, тоа со боксови, со лакти, со тие работи, ја го држев на дистанца, не оде директно се конфронтирам со него физички и чисто елегантно, пошто сум ја везни играч, ја читам играва, како топка добива тој, така ја излегувам пред него, му ја земам. Значи мора да има прилагодување во играта во однос на противникот. Да, па јас бев играч И поединечно, да, и како екипа. екипа. И како екипа, јас бев играч кој може да исполнам на повеќе позиции. Значи бев така универзален играч и кај што требаше јас бев таму, да, ако треба лево, ако треба десно, позади, на стоперска линија, и А дури тренер беше Кирил покојни Анески Тумано, помошници Методија Крстевски Каше и Мицко Николовски. Николовски, сите покојни, нажалост, во овој момент. Добри луѓе, не знам што да кажам. Познати и оставија печат во историјата. Во на победа како незаборавно. фудбалери, така е. Значи, и ти кажав, играв ете така бев универзален, затоа на таа утакмица се сеќавам играв и ете тој стопер, убаво, одлично одиграв, значи, мислам не јас, цел тим. И издржавне нивни напади и после влезе Спасе Најдовски последните 15 на минути, ете не знам беше таму за Митрески за некого. Или за Богоевич, не е важно, и направи еден Стрелец во 83-та минута. и направи Толку тоа што го е прва топка, само што влезе, тој не играше ни 15 минути, може и само што најполезно. Само што влезе, мислам, ако не прва, втора топка што ја доби, издрибла по десна страна, му влезе во слалом и кога сите очекуваа дека овој ќе врати на некого, затоа што беше од мртов агол. Овој со надворешна од мртов агол, голманот тргна на центар, што овој со надворешна му даде гол. И донесов не 1-0, толку требаше, после ние не примавме гол, тешко примавме гол. Така, и сега цела недела траеше еуфоријата пред ОФК Белград. ОФК Белград се знае кој е. Значи, таму имало репрезентативци на поранешна Југославија кои играле на светско првенство, се прославиле и сега гостува тој клуб во Прилеп, еуфорија, многу публика. Предходно на враќање од Титоград, јас останав во Скопје и остана покојни Тумано во Скопје. И да ја гледа утакмица, Металург беше втора лига со Лазними. Лазними беше еден од следните, да кажам, Играте вие во сабота, така, имавте можност во неделата да го следиме. И заедно ја гледавме утакмицата со Металург и Влазними. И така да едните, прво беше Металург,
гостувавме ние на Металург, да кажеме, после ОФК Београд требаше да гостуваме на Металург. А Влазними па доаѓаше после Металург, доаѓаше кај нас. Така да тие ни беа врзани баш заедно со покојни Анески, со тренерот, заедно седевме, ја гледавме утакмицава, анализираме, тој анализираше, ја гледав, ја слушав. И одма ми дава задача кого да држам против Металург. Одма беше Саша Чирич. Демек, уште пред 2 недели, значи следнава утакмица е твој играч. Јас му кажав уште тогаш Саша Чирич, го ставам джеп, како впрочем и се испаѓа фалење, како и секој играч од таа втора лига тогаш. Значи не сакам да кажам за прва лига затоа што не бев во прва лига, меѓутоа за втора лига бев способен да заправам било кој играч во таа лига. И значи си дојдовме дома и почнавме нормални припреми за ОФК Београд и одгледавме оваа утакмица. Цела недела за Цела недела градот почнува да врие. Значи луѓето се припремаат, доаѓа ОФК Београд врв во таа лига, демек за прволигаш бивши кој играл во европски купови, кој бил на 2-3 пати тука, се борел за шампионска титула, со многу јаки генерации имал, многу јаки фудбалери 60-тите години, почеток на 70-тите. По Црвена звезда и Партизан од Белград, Најјакиот ОФК тим, Белград да, се сметал. Сега можеме да кажеме и од ОФК Белград кои беа играчи, бијќи се доста познати. Сега имавме можност да се сретнеме со Крчмаревич. А тој беше тренер тука во Победа. Тој беше тренер на Победа и тој се сеќаваше на тој надпревар, на тој метеж, таа публика. Па, ОФК Београд беа Тој играчи. амбиент. Да, играчи кои не можеа да го најдат своево место во Црвена звезда и во Партизан и отпаѓаа, да кажам, од тие два великани и сите беа во ОФК Београд. Тоа беше еден многу јак тим. Тука на калење, како да кажам, беше Терзич, овај сегашниот директор на Црвена звезда. Еве, почнувам од голманот Брзаковиќ. Или Брзаковиќ. Овде погрешно напишам. Брзаковиќ беше точно. Па Васич, Станковиќ, како бековска двојка, Серпак, тој е легендарен капитен, корпулентен стопер и тој го даде едниот гол за ОФК Београд. Серпак го постигна голот во 60 со глава беше после корнер. Мусич, Делибашич, се сеќавам на сите. Марковиќ, Маринковиќ, Грунчич. Еве го Крчмаревич влегол наместо Грунчич. Па Лопичич некој има, мислам. Крачевиќ, Стевановиќ, Лончар. Лончар, ете. Значи, Лончар тој е напаѓач. Така. После мислам играше крилната позиција. И во Рад, мислам дека играше и во Рад, после не сум сигурен. Во прва лига мислам дека играше, инаку мислам од Партизан дете. Па испаднат од Партизан па таму за ОФК Београд. Значи имате задача против еден да речам со прволигашки квалитети тим. Еве кои играчи се запишани овде кај што настапиле за победа. Па истиот тим Мирсат Јонус Костов, немаше менување. Тони Наумовски влегол за него, па Маријан Стојковски, значи е стартувал. тој стартува, па Сусулевски, Радевич, Фарук Јонус, Мирчески. Нема, Митрески. Овдека треба да биде Митрески. Треба да биде Митрески, да. Погрешно е напишан. Па беше заменет, мислам, со Најдовски. Со Најдовски Спасе, Така. па Милан Тодоровски, Гунев, Тркалинов Коневски. и Миле Коневски. Тоа беше тие 8, 9, 10 веќе ние тераме цела сезона. И 11, 8, 9, 10 цела сезона под број, така отприлика ја играв со број 8, се повеќето надпревари. Едно време и со 4 број мислам. Па и 4 кога не играше Венцио покојни, ја да кажам, ти јас игра со 4. Кога тој игра, јас не играм 8. Значи, ти игра со 6. Може да видиш разликава измеѓу претходниот надпревар. Значи, ја и Димовски бевне центар халфови, два сега играат Јонус и Радевич центар халфови. Димовски не е во тимот. Колку што можам да видам. Не е. Па не, затоа нешто имаше со него картон. Еве Јонус Костов, Наумовски влегол, Стојковски, Па не. Сусулевски, Радевич. А не, тука е Фарук Јонус, Да. а го нема Димовски. Димовски. Значи јас и Димовски игравме против Титоград, централни, овие одбранбени, веќе со ОФК Београд игра Радевич, затоа е повлечен, затоа е Стојковски мантата на левбек, повлечен е Радевич да игра како последен на местото од Димовски, а на моје место се враќа да кажам Јонус, а ја одам во средината кај што ми беше местото.
И сега двата гола за победа ги постигне Се Васил Гунев. сеќавам, значи како денеска тоа беше пон стадион. Тоа беше зурли, тапани, музика, се живееше, градов живееше за тој Првото дуел. 0-0, Да. меѓутоа во второто падна трите гола. Прво поведовне ни е 1-0, 1:0. за брзо време ми се чини тие од корнер, тој баш се 64-та 1-1 И 1-0, 1-1 и некаде и не знам, 85-та и некоја таму, не знам. минута пред Гунев. крајот Гунев, 2-1 пак Гунев. Пак Гунев. И тоа бе петарди. Некако одсвртување Се сеќавам Во на сите 60-тникот. тука некоја гужва искористи и даде гол, не е битно, и тоа му беа првите два голови овде во Прилеп. Пред тоа постигна во Крагуева сораднички еден гол и беше на ивица да испадне 6 кола, тој нема гол да едно играш напаѓач и беше готов да лета од состав. Го издржа овај стручниот штаб, да кажам, веруваше во него и овде му врати со 2 гола и после тргна, да кажеме, па следната година веќе беше во тоа време прволигашки играч. Ете така се одвиваше неговата кариера. интересно како настанал изборов на стручниот штаб на чело со Кирил Аневски Тумано. Так. Значи ги оспорувале фудбалери, а тој ги зема. Тој верува во нив. Па не, значи вака, не беше Кирил Аневски. Често имало критики. Да, ама Кирил Аневски не ја припремаше оваа екипа. Значи овај тим на почеток го водеше Јове Магдески, покојни нормално, и на 2 недели пред почеток на првенството Јове се откажа. Веројатно Значи видел нешто спорно. во спорното беше недобри имиња, да кажам, ние што дојдовме слаби имиња, незвучни имиња, ете така да се изразам поубаво, и не веруваше веројатно дека може нешто да направи, не сакаше ете да го води тимот и се откажа и да негово место дојде Туманот. И ете, додека ги сложи коцкиве по негово како тој што размислувал, немаше многу некоја промена, затоа што овие двајца помошници беа истите, остана и Мицко и Каш. И Каш. Останаа во тимот така да тие му беа лева и десна рака. И веројатно имаш овај нивна сугестија, тој бил заедно играч со нив, иста генерација се отприлика. Мицко е малку помлад, Каше е тука во иста генерација се и веруваше во нив. И отприлика прифати тоа, иако додаде тој своји некои, да кажам, ете така, некои елементи, свој играч, например, Тркалинов не беше, кај Магдески не беше стандарден во тие припреми, а веќе кај Тумано беше стандарден. Јас бев играчот со број 10, и јас испаднав од 10, па дојдов на 8. И значи ете така во тој стил работеше и затоа ти кажав дека тој не го избираше овај тим, него едноставно наследи, само дојде на 2 недели пред почеток. Имаше и црвени картони, нови натпред со ФК Београд. Па не можам да се Сулевски сетам. и Дели Башич. Знам дека Сусулевски имаше потрес на мозок. Тоа беше така, беше изнесен од терен и после од тоа утакмица тој не заигра до крајот на првенството. Веќе почнавме да газиме, се опорави, ама не беше доволно како што треба и до крајот на првенството одигра само со Вардар пријателска утакмица опроштална, која беше со Ристо Глигоровски, Манески Гоце и Рубин Георгиевски. Да, тоа беше помеѓу есента и пролетта. Да, последно, значи 13 декември, кога сега се сеќавам, кога беше прошлалниот надпревар на овие тројца. Значи, победен е и ОФК Београд. И сега, конечно, прилепскава јавност очекува уште повеќе. Што ме победен ОФК Београд и наредните противници треба да бидат соладани. Значи, треба да се доживее и тоа. Значи, ја се ежам, сега ми да слики. Како излегувавте низ градов? Значи, Сигурно бевте запирани. после утакмица, значи прв пат ми се случило да додека се тушираш во туш кабина да ти свират свирачиве со зурли, со тапани тука. Значи тоа само може во Бразил да го има, не мислам во Југославија воопшто некаде да го има. И во Прилеп се разбира. Тука. Не само мене, него тука 5-6 туш кабини пред сите. Тоа беше таква фешта, такво славје, народов не си одеше, стои на трибини, не да замини порано. Сите чекаат тука. Сите чекаат не може да излезиш, не може да излезиш од вратата која е влезната врата во клубските простори што е. Значи излегуваш, поминуваш низ шпалир, не треба полиција, никаква милиција на времето да те чува. Значи луѓето само се тргаат, само те чукаат по рамо, значи тоа беше. Ти реков може, само треба да се доживее, не може на инаков начин. Значи јас сум бил тој кој скокал преку зидови, кој бил горе кога ги гледал овие претходниве, а сум бил исто долу кога во улога на актер, да кажам, во нивна улога.
Така да не е лесно да истрчаш пред Значи тие. и како гледач. И како гледач нормално сум бил. И како играч, фала му на Господ. Тоа сум го доживеал. Значи тоа треба да се доживее, не може човек да го опиши. 18-19 илјади публика. Едноставно леташ, ти не размислуваш ништо друго, нити можеш да размислуваш нешто друго. Да размислуваш како овие сега генерации, гледам Хајдук таму, па за пари, па милионски суми некои земаат и тие немаат срце да се борат за клубот, разбираш. Овде беше какви пари, значи едноставно не дозволувам да биде некој подобар од мене, ама дали се вика Лофака Београд или не е битно неговото име, ти мораш да изгиниш на терен. Нема тука шетање на терен. Значи тоа беше, такво беше време, такви беа свајчањата. Сега се некои други времиња и други свајчања. Не знам што да кажам, луѓе во. Добро, многу години помина, Так, сигурно треба да се очекуваат и некои измени. Така, убаво беше, значи. Во секој период. Да продолжам, убаво беше да се шеташ низ градот, меѓутоа одговорност е, тоа помина, таа утакмица. И сега ние се фокусираш на следнава утакмица, нема време за опуштање, нема време за некое чаламење, што викаме. Резултатите сами по себе не доаѓаат, Не. туку само со работа, со борба. Значи се тренираше многу тешко, 2 пати на ден се тренираше, само понеделник беше слободен ден, иако сега од сегашна гледна точка... Значи вие исто како професионалци работите? Професионално беше ова. Значи понеделник беше слободен ден, сега после надпревар не му е слободен ден. Значи се менува наукава, влегува во спортов, сите тие работи, можеби и подобро така, не знам како. Но какво беше такво, понеделник слободен, вторник 2 тренинзи, среда 2, четврток 2, петок 2 и сабота 1 од Сабајле. Значи имаш ти колку се тоа 4 по 2, 8, 9 тренинзи ти имаш во неделата да издадеш. И немаш ти време за ништо друго. Едноставно тренираш, одиш на ручек и одиш дома да легниш. Попладне имаш повторно тренинг. И вечер немаше многу големо задржување. Па и не беше ни препорачливо многу да се шета баш навечер да те видат во 12 сатот низ улици, затоа што сите те познаваат. И одма почнуваат да кружат приказни. Така неубави приказни и тоа не, мислам, не го ни правевне. Едноставно 10 сатот критики, коментари. Критики, да, 10 и пол, па 11, тоа е најкасно и си в кревет. Такав беше животот тогаш. И сега одиме гостување на железарница во Скопје, Металург победа. Така, реков дека И овде чинам дека за тоа време рекорден број публика. И јас присуствував на тој надпревар на железарница. Па полн стадион, толку колку што збира. И тоа сите со влезници. Так. Иако Металург предходно чинам дека не наплаќа влезници, меѓутоа победа кога иди, каде што оди, шансата е тогаш. Имаше многу метеж, публика и домашна и од Прилеп. Так. И сега резултатот и тука позитивен 0:1. Значи 0:1. Стрелец Најдовски. Стрелец Најдовски по додавање сега Гунев. обратно на Гунев. А се очекуваше Најдовски да центрира так. обратно. Меѓутоа бијќи со глава беше постигнат голот. Се сеќавам многу Тука добро. Металург не беше за подценување. Металург играше добро со другите противници до тогаш. И затоа се собра и народ. Така, и Сите за нив, очекува- ама се собра и за нас, затоа што Да, имаме- и за победа, бијќи Победа, победа предходно магнет. покажа сила. Така, веќе 3 поред имам непобедена. И сега сето беше во налет, во добар, да кажам, имам недобар, така залет земено и ние и публикава веќе леташе со нас. Имаше доста прилепчани кои живеат во Скопје, кои доаѓаат да не гледаат. Значи 3-4 илјади, 5 илјади, не знам колку собира, тој не може ни да собери толку. Значи беше полн стадионот. Од една страна, од другава страна, таков му е. Секаде каде што железара. можеше да влези човек, Да застане таму беше потполнето, така. таму беше сето Так, исполнето так. и за седење и за И за стоење. стоење, так. Се сеќавам убаво. Е сега половина беа за Металург, половина Па домашна екипа беше и што тоа не е нормално, малку. так. Што не е малку и за гостите. 50-50 беше. Да. Тоа се виде кога се постигна голот и кога се Ќе дигна видиш, да, кој половина народ стадион, да се радува. Половина стадион се радуваше. Така И вие почувствувавте сигурно. Да, убаво, меѓутоа не се ништо тие 3-4 таму илјади према на овие наши овде 18-19 илјади или 3-4 илјади. 48 минута е постигнат. Значи второ полувреме, само што почна второ полувреме.
се сеќаваме на тој гол, убаво Гунев проби по десна Значи страна. центар од десната Од страна, десна страна, на Гунев на другата страна од и со соблекувалните. глава, голманот беше краток. Симе, мислам, бранеше го, заборавив презимето како му Ивановски. беше. Ивановски, да, тој беше голман. Сашо Чирич играше, направи фантастична интернационална кариера после. Шабани, Шабани, да. Сетинов, Сетинов, мислам дека двајца Сетинови. Јакимовски, Да, Сетинов, Борче Јашаревски, Сетинов, Марковски, так, Михајлов, Михајлов, тоа беше- Милосовски, так, Милосовски. да. Да, Има Милосовски. има многу јак состав. Чирич играше сигурно. Двајца Сетинов беа. Сетинов, затоа ти А кажа. Сетинов и Александар Сетинов, значи и Б. брат на Сетинов. овај на Драги Борче Сетинов Сетинов. и Борче Сетинов лево крило, напаѓач. да. Многу- Сашо Чирич кој се прослави со интернационална кариера и тој играше во екипава на Металург. Значи, тој беше претходно исто во Металург, јас бев во Балкан. Значи имам не дуели, тој била поднат од мене 8 години. Јас бев играч кој бев во да речам во најдобрите години тогаш, физички никогаш не сум бил неспремен. Така може да ставам в джеб било кој, така и него. Значи јас воопшто немав страф од никого, апсолутно. И баш цела утакмица на него бев. Немој ништо да играш денеска, само тој да не игра. Ако тој не игра, нема што да барат тие. Тоа беше тоа се зборови на Туманот. И завршува утакмицава и Сашо Голманов од резервниот од Коњари му вели: "Мајсторе, кај беше Чирич од 3 до 5 сато денеска?" Не знам, му вели, праша го Милан. така стана таа. Баш во соблекувална, само што леговне, прв збор што му беше ново, овој го праша него. Како сега памтам. Еве да се подсетиме и на составов. Мислат Јонус Шалев, овдека е Тони Шалев, Па имаше многу квалитетни играчи. Радевич, да, имаше избор. Избор, да. Милан Тодоровски, потоа е Димовски, И Јонус, Фарук Јонус, па Најдовски. Костов, Костов. па Тони Наумовски, Па са Гунев, него, Гунев. наместо него Митревски влегол А, во игра, така. па Гунев, Тркалинов и Најдовски. Најдовски и наместо Најдовски во второ полувреме Богоевич. Така, спомнува може, пак. значи влегува, може, значи гледаш. Знам дека не одигруваше многу, ете, во претходниве состави беше како и стартер бил, значи мене не ми остана такаво сеќавање, ете, било така, веројатно било. Значи не лажат овие новиниве. Ама и во сеќавање останува како презиме Богоевич, многу мина и сега го спомнуваат, иако не играше многу. Ама во победа да и еднаш да заигра некој Готов, ќе се ако запомни. ако влези во кај публиката во уши или во крвта и готово, тоа останува. Или Имаш- од почеток обратно, ако од почеток не одиграш како треба, првиот впечаток и почна да те свират и готово немаш што да бараш. Нонстоп ќе бидеш свиран до крај, финиш. Мораш да замениш после од клубот. Јас се сеќавам кога играше Коприч. Таа претходната година. Коприч беше на карта. Влезницата. Значи прва утакмица во Прилеп и тоа е на карта, без еден минут овде да го видат во Прилеп како изгледа. Да. И коментарите беа какви играчи играа во победа, А и меѓутоа не сосема беа на место. на Влезница. Коментарите се сосема на место. И Коприч не остави некој впечаток така. добар, иако многу се очекуваше од него. Па нормално, од секој центарфор се очекува да дава голови. А ако не даваш голови, готово, тоа е тоа. Таа сезона од 2 победа остана во Па реков последна утакмица, претходната во лигата. ете под такви услови да кажам во Нови Пазар освоен бод, иако и тој бод немаше ништо да значи ако овде не беше победена и онај како се вика Напредак Крушевац мислам беше. И тука ја остави мислам победа. Таа победа ја остави, мислам, тие 2 бода ја оставија во лига. Сега одиме на следниот надпревар, победа Влазними од Џаковица, Да. 2-0. Овде чинам дека сигурна победа е постигната. Па добро, јас стрелец Прилеп? и стрелец бев. Јас на првиот гол Стрелци Милан да, Тодоровски и Тони Наумовски. во Второ полувреме. 50-та минута и Тони Наумовски во 89-та минута, Така, предпоследна на крај. минута. 2:0. Тренер, И, значи- тренер Илија Димовски за нив, наш прилепчанец, Нишлија, после
Раднички. Тренер Илија Димовски, кој беше и тренер на Победа. После, значи од после Во бил, значи, 90-тите години. 60-тите години играч на Победа, па отишол во Раднички Ниш, па од Раднички Ниш Прва лига тренер, бил, да. прва лига, па од Раднички Ниш тренер, па тренер Приштина, тренер на Влазними, тренер на Вардар, тренер на многу екипи. Значи познато име во југословенски рамки. Тренер, многу добар тим, тврд тим, тим кој знае да игра, но овде тешко се играше исто и кај нас и ние бевне одличен тим и јас постигнав еден феноменален гол, така се погоди, не дека гаѓав таму, но некој корнер беше гужва, требаше само да бидат отворени, тешко може човек, мислам екипа тешко која можеше да се отвори. И некаде од 2-13 метри еден шут, така се одби топкава, налетав, јас најзе отидев пајажина горе, скина пајажината, тоа беше Во горниот агл. во горниот габ, тоа беше гол, еврогол по наше кажано така и после се отворија тие, нема што да брана, се поотворија, можеме после створиле ние уште повеќе шанси. Имав јас една за 3-0 или за 2-0. Од промашив од 5-6 метри преку гол, за од земја ја удрив, да не го промашам голот, беше центар шут од десна страна, ја натрчав во скок, ја удрив со внатрешна земја и го префрлив голот. И после Тони Наумовски поентира, даде гол после следната акција, мислам 2-0 и така заврши. Во секој случај освоени се и новите Така. 2 бода и продолжена е успешна серија. Серија и се качуваме полека на од последно место, па се качуваме секоја утакмица по некое место нагоре на табелава. Се качувате, а за да се искачите на врвот Так. сосема, уште ви е потребно. Па нормално. Бидејќи и другите победуваат. Само да видиме дали има измени во составот на овој надпревар во споредба со претходните. Па во скоро во сите. Мирсат Јонус, Шалев Радевич, Милан Тодоровски, Димовски Владо, Фарук Јонус, Спасе Најдовски, па Богоевич влегол како резерва, Так. Костов, па Тони Наумовски како резерва, Гунев, Тркалинов, Конески. Конески. Тие никако тука не се менуваа, значи Гунев, Тркалинов, Конески тие беа стандардни и јас бев, значи сите утакмици ги одиграв јас и Тркалинов мислам. И не знам, мислам и Миле Конески дали ги одигра, не сум сигурен, веројатно. И сега одиме во Чачак. Да, после Тоа е Борац Чачак. епа стигнавме таму, одседнавме во тој хотел Ливаде, како сега се сеќавам, имам ја таму многу роднини, имам двајца вујче и 2 тетки на мајка ми, брат, сестри. И моји братучедиве дојдоа да ме посетат во хотел и доведоа некој нивни новинар. Тој новинар се испостави дека е мој роднина. Бил, тие го знаеле, меѓутоа не ми кажуваат мене. И седнавне и прави тој некој интервју со мене да испита работа, вели како се чувствувате, имате 5 надпревари поред победуваш. И сега доаѓаш кај нив таму. Па велам, ние не размислуваме апсолутно за ништо осим за победа во Чачак. Толку бев дрзок, знаеш, така, не ова. И тој вели, ти стварно мислиш дека ќе победи во Чачак овде? Да, му велам, зошто да не победиме во Чачак? И така, останавме, ајде, ви посакувам добра среќа, да знаеш дека ќе биде многу тешко. И како што се испостави, само што се испостави дека ние останавме уште во 13-14 минута со играч помалку. Исклучен беше Шалев. И игравме со 10 играчи 70 Црвен картон Шалев. Ама скоро 80 минути со се продолжување на преварата што имаше. Игравме без играч. А Борац Чачак важеше за еден од најсилните Да, второлигаши, тимови тој е стандарден второлигаш. во втората лига. Да, игра убав фудбал. Сето убаво, ама ние бевне, значи многу компактна екипа бевне. Не, кај нас не можеа да створат многу шанси. Ретко некоја шанса и тоа што го створаа успешно овие го. Еве Мирсат Јонус пак на голот, Шалев, Радевич, Костов, Димовски, Милан Тодоровски, Спасе Најдовски, па Митревски, па Наумовски Тони, Гунев, Тркалинов, Конески. Маријан Стојковски, Манта влегол наместо Тркалинов и Миле Конески. Тоа беше Тркалинов го даде голот. Некој корнер беше, некоја гужва одбијана до тебе до мене од 2-13 метра шутна, даде гол со десна нога. Инаку е левичар. Во 67-та минута, значи во второто полувреме,
Па издржавме голем притисок, значи дадоа голем притисок нарочито си со 10 играчи. И додека бев ја во средина, беше многу не се сеќаваше дека се тие со 10 играчи. Мислам дека сте ние со 10 играчи. Трчање имаше големо тука, јас бев тој што може да трчам, што покривав доста. И при крајот на утакмицава се сеќавам ме повлече назад. И веќе кога ме повлече назад на таа стоперска позиција, останавме малку послаби, да кажам, тука во тоа, па го повлече Миле Конески на моја позиција и останавме само со Гунев напред. Со еден напаѓач, да кажем, и овие крилава се повлекоа и некако како тотално да се затворивне. И тука можем и да примиме гол, тоа можеш и да не кошта. Има доста тие корнери и нафрлања и лежење. Значи притисок. Притисок голем затоа што ти кажав, на срединава јас можев да трчам, значи испаѓа дека јас сега се фалам, но тоа е вистината. И нешто не беа нешто кој знае како. И откога дадовне гол, тука се носевне. Само со еден бевне помалку, некако некоја рокада направи позади и остана. И последно покуша да се затвори комплетно и ме врати мене од, да кажам, од таа везна линија која одев од лево, десно, значи докај шо, кај е топката, јас таму одев. Само едноставно да се одбраниме. И тоа ми беше дефанзивно, не размислуваме ние многу за контра, само на контра имаме брз, Гунев беше брз, Конески беше така, не беше брз, ама беше голем техничар, знаеше добро, со топкава да одигра и Тркалинов исто беше добар техничар и на тоа одевне, што можеме да направиме. И Тирков на една контра, дали корнер беше, не сум ни сигурен точно, важно дојде до таа некоја мешаница кај нив, дојде топка до Туркалинов, се намести на десна и му даде гол, 1-0. И после ме врати назад тренеров и дојдовне така, се доведоме последните, нарочито 10 минути, голем притисок ни дадоа, така практично да не можеме да излеземе до центар. А го преживеавме и тоа и ете, успешно се вративме, мислам, со 2 бода за 6-та поред победа. Сега пак дома играте на Редота Колов. Црвена со звезда. Црвена звезда Гнилане. Може би Црвена звезда Гнилане не е некој противник за да привлече публика. Да. Меѓутоа пак се наполни стадионот. Полн стадион, значи тоа е доказ, претходно зборувам на исто, дека публикава не доаѓала само за иминава овие гостинскиве екипи, него доаѓала за нас. Значи играш ние втори во моментот, играш со последно пласираниот и 6-17.000 публика ти имаш на градски стадион. Исто зурли, тапани, како амбиент како и сите претходни. И едно време беше, го памтам како сега ноември, некаде 6, 7, 8, 9, не е битно тука некаде првава недела во ноември. И едно време така сончево, тажнојна, ние прилепчани викаме, полно поседнати луѓе, вака гледаш теренот, тепих, да ти е милина, да ти е грев да згазиш, што викаме ние. Значи толку беше многу убаво Многу убаво одржува, значи убаво за очи да гледаш натре. Пострижено, направено и тргнавме да почнеме да ги мелиме. Уште и на таа утакмица куриозитет прв пат дебитираше Досев и постигна гол. 2 гола, не еден, него постигна 2 гола, да. Значи, еве стрелци Досев во 20-та и 75-та минута и Гунев порано нешто. Во 22-та минута, значи 1-0 Досев, 2-0 Гунев, 3-0 пак Досев. Значи момчето тренираше со нас. Цело време немаше право на настап и гледаше, беше дел, стално беше на трибини. Владко Досев, тој беше од Кочани. Од Пробиштип. Од Пробиштип. Од Рудар Пробиштип дојде тука. И имаше играно и за Осогово. Подосна, да, претходно не. И се одликуваше со оние силни удари. Силен удар имаше, значи не, ја мислам дека немаше појак шут во Југославија од него, не во Македонија. Значи таков шут. Тоа беше чудо. И цела вечер излеговме вака, шетаме, имаше 2-3 кафичи во Прилеп, значи да ги подсетиме овие помлади, ако слуша некој, немаше сега на секој чош кафич. Тоа беше 2-3 кафичи и тука беше врталиштево. И одиме ние од едниот во другиот, во третиот и толку тие тој дрхтеше како прат, како не знам како ти речам, како да му студи. Цела вечер затоа што знаеше утре дека стартува, а беше дел од таа публика и сега треба да излези да игра. И цело време ја му бев поддршка тука, он не плаши себе дека таа беше тројка, ја Тркалинов, Гунев и него го земаме со нас. Така се дружевме, наречам.
молам, не се плаши ништо, утре ние сме сите околу тебе, тука ти си со нас. Немаш, не плаши се ништо. Јас тука, ама не се плаша, ама се познава, се гледа, значи тоа дрхтење, јас сум го имал пред Слобода Титов Ужица овде, истото. Дури и вртоглавици пред надпревар, пред самиот надпревар. Тоа беше првото коло. Прво коло. Овај сега тоа го имаше исто во 13-то коло. И тргна утакмицава како што тргна. Некаде пред да го постигни голов, не знам која минута беше, гледам Туманот го прати Тонино Моски на загревање одма. Не беше задоволен, веројатно од него немаше нас што да не менува, тој беше единствен нов. И тој беше прв на пик, из еден слободен удар така пред према 11 октомври од десна страна на некаде пред оние клупине за резервни што беа, тогаш не е како сега беа, вака в земја долу вкопани. Не знам сега како си, сега се мислам така. И Не се сега. Зема слободен удар зале 30 метра, значи ни сантиметар помалку од 30 метра. И му шутира кај што стои голманот таму. Голманов Буиќ се викаше, го сеќавам, праволигашки голман за Црвена звезда, кај што стои, немаше време да се наведни. Значи до статива стои и тука му шутира, му погодува статива и му дава гол. И трча према големава трибина. И плачи. Еве, мене ми да сози. Тоа не се заборава, наистина. И на тој надпревар, значи, освен стрелецов на двата гола Владко Досев, другите се познати играчи кои сте ги спомнале. Так. Па истиот Мисатионус Костов Радевич, Досев сега влегува во игра. Наместо него Тони Наумовски на надпреварот, ама откако ги постигна двата гола. Так. Па Владо Димовски, Фару Кјонус, па Спасе Најдовски, па Богоевич и новој надпревар како резерва, Милан Тодоровски, Васил Гунев, Тркалинов, Миле Корецки. Значи, фантастична атмосфера и победена така, 3-0. 3-0 и сега победа е на прво место со Мачва исти бодови имаш. Така, мислам, со Мачва Мачва или ОФК Белград, не ми текнува така. Мачва од Шабац и таа беше пријатно изненадување. Така, исто како и ние. Како и победа и сега прво место пишуваше во спорт на српски јазик победа и Мачва деле трон. Така. Бијќи исти бодови има. Так. Мислам дека победа подобра го разлика имаше, но добро не е ни важно. Важно првото место од последно Така, до прво излегол место. ни табела комплетно. За 7 сега, утакмици. според распоредот, победа два пати дома требаше да игра. И па таа беше Значи, ова беше надпреварот со Црвена звезда дома, па Нови и Пазар. наредниот надпревар со Нови Пазар. Кој да беше друг противник победа ќе го соладаш, ама Нови Пазар беше таков клуб кој имаше многу пријателски односи со победа. Тоа го имаме кажано. Така, го имам кажано јас 100 пати сигурно, не 100, меѓутоа многу пати сум го повторил. И беше атмосфера исто, значи цел град очекуваше, Имаше тапани, имаше сето се очекуваше исто така дека победава да не дојдуваше во прашање. Меѓутоа некои ван, како да кажам, фудбалски игри беа во игра од претходнава сезона е така. Победа зела тие му пуштиле на победа еден поен таму, па сега дојде на наплата следнава сезона. Значи моравме да вратиме тој поен, а никој ништо не знаеше, публикава прашува цело време, ние никој појма немаме. Се одвива нормално до почеток на мечов. Значи нема ништо апсолутно, тимов се знае и се си е најнормално. Почеток треба да се загреваме, да излегуваме, никој не кажува, тимов се знае, се соблекуваме, но треба да се пак официјално да го нацрта на табла, да кажи кој е, тренеров го нема. Мицко Николовски тука помошников, јас одам во тоа, имаше мало собурче едно за каде што стоеше овие дресови, кај што се чува, да сменам крампони на копачки и влегувам натре, гледам, се вртам за врата, го гледам, Туманот седи на столица и се држи покрил главата, фатрил враце и плачи. И одма ми беше јасно што се случува, што е посреди, дека мораме да пуштиме еден поен, не можеме да победиме на овој надпревар. И
Ниако никој ништо не кажува, се вратив назад и му кажува вака и вака. Никој ништо не зборува, дојде Мицко, покојни, каже, ај составот го знаете ова и одиграјте онака како што треба да одиграте здраво, ваму таму, во меѓувреме влегува еден член од управата, не мислам, не е важно неговото име сега, да не испадне дека човеков е тој крив за таа работа, значи тоа било колективна одлука и само некој морало да ја соопшти. Ајде, другари, знаете, ако не беа овие минатава година, ние ќе бевне сега Македонска лига, одиграјте еден надпревар вака во релаксирана состојба, постигнете по 2-3 гола, одиграјте 2-2, 3-3 и така нека ужива публикава, 18.000 публика. И во тој момент, тој тоа кажува, стана мир стадионот, сум или не дојдово предвид ја да примам 3 гола, 2 гола од овие, никако. Може да биде само 0-0. И така и беше, излеговме, играме, тие не веруваа дека и ќе му пуштиме, значи тие немаше тука тим во лигата што немаше да падни после 6-7, после 7 победи. И почнаме, играш, не знаеш дека не смееш да немаш што да правиш. И до тебе, до мене, сето, полека публика почнува да свајќа и играва дека не сме истиот тим. Едноставно нема желба, нема трчање, нема додавање едно, две, па назад, па врти околу како ракомет. Па амбиција нема. Да, нема амбиција, па вратија назад, почна свирежи, почна второ полувреме гаѓање со камења од озгора, од големава трибина и заврши утакмицата како што заврши 0-0, нив му викаме немој случајно да си дал гол некој од вас оти. После ќе биде тепање големо, не можеш да го вратиш, одма тоа ќе биде голем, уште поголем циркус. И заврши утакмицава 0-0 и публикава не го напушта стадионот. Ние не смееме да излеземе од стадион, чекавме да се стемни. Откако се стемни веќе, не знам ни колку сатов беше, иако беше есенно време да кажам, рано се стемнуваше, ама не ни паѓаше на памет да излези ни еден играч. А тоа беше срамота да излезиш. Не велам страф, него срам. И Срамот е полош од стравот. Од кога се стемни, начисто, ние напуштивме стадион, немаше никој. Значи околу стадионов жива душа немаше, кога почнаме еден по еден да излегуваме. По двајца и одиме низ чаршија, тоа беше овде кај рекламиве. Од спротива према поштата беа некои оние тополи, па имаше некои сендвичари, тоа кршење шишиња, тоа се слуша поминуваме тука, тоа псовки и ред други работи, значи да не му излезиш на луѓево на толку што беа разочарани. Уште тука, значи се пијаше, се јадеше. Така да се сеќам и на тие настани. А истите играчи беа? Истиот тим. Значи еве гледаме Јонус, ист. Нема оценка, бијќи нема работа. Немаше работа тоа. Потоа Костов, Радевич Досев, Димовски, Фарук Јонус, значи вториот Јонус, Најдовски, Милан Тодоровски, Гунев Тркалинов, Миле Конецки. Овде не пишува дека некој влегол. Па и немаше потреба да става некого, разбираш, да се бламира внатре, тоа беше. И ние одвај чекавне да заврши надпреваров и да не снема. Едноставно беше многу тешко да се биди на терен. Да бидиш учесник на таков надпревар. А нажалост јас сум бил на неколку надпревари и во Вардар сум бил на еден таков надпревар во прва лига, учесник, и сум бил во Пелистер од 4 надпревари во втора лига, исто учесник на таков надпревар. Сум бил за Балкан учесник, баш против победа овде на таков надпревар. Па сум бил за Балкан многу утакмици на кои не сум знаел дека и претходно за Прилеп, тие не се убави моменти во спортот, утакмици, но ете, нажалост се случува. Играчите се немојчни. И па, некој горе ги договара на повисоко ниво и само тебе ти се испоставува ова дека така треба да биде, нема што да правиш, или не играј. И некои не играа дури. Се одлучуваа, да кажам, во тие надпревари да не се појават, затоа што е срамота е. Срамно е, ама ете постоеше и таа работа. Ама еве, мораме да кажеме дека по овој нерешен резултат. Так, тргна надолу. Победа тргна надолу. Так. Веќе се изгуби тој залет. Так. Па може би и на психолошки план. Па имаше се и повреди, и ова, и она, потидовне во Мачва, после следната утакмица, судиве не сакатија, фактички изгубине 3-2, 3 гола дадоа, 2 од офсајд сигурни, еден нивни.
повреди имаше, Гунев се повреди, не знам таму, да не заврши и таму со 10 играчи, Шалев некој, не знам, да не сум сигурен. Еден дожд беше одовде тргнане со ваков дожд, како сега, само малку појак, есено време, стигнаме во Шабац со дожд, одигравме на дожд, исто не престана и дури се вративме назад. Ладно така, неубаво некако, изгубивме 3-2 и после го добине дома Иванград 1-0. Исто имаме 5-16 публика и отидовме последно коло во Призрен, таму изгубиме последна минута 2-1 од фаул за нас, досуди индирект за нив. Последна минута погоди од играч, се одби од жив зид, сите бене на жив зид. Се одби, погоди кај што се спојуваа па на земја и отиде во другиот чош. Значи гол што нема никаква логика да влези и тоа се случува во фудбалот. Мораме да кажеме за овие помладиви генерации што не знаат дека победа тогаш во таа втора Југословенска лига Исток важеше за кандидат по оваа серија, кандидат за влез во повисок ранг во првата лига. Меѓутоа, не само што не влезе во прва лига, туку и не остана во втора лига, туку отпадна во трета. Во ново формирана беше на реформи трета имаше лига. Некој, четири трети лиги се правеа во Југославија, од 2 втори се направија 4 трети, а една единствена втора. А и првите 9 влегуваа од едната страна, од запад и од исток во таа единствена втора лига и победа нажалост заврши 10-та. На гол разлика не успеа да влези во. А Пелистер кој беше до тогаш беше сметан за послаб од победа, тој се пласира. Џоко Хаџиевски го беше тогаш. Да. Значи, ете, настана некој пресврт, некој исход непосакуван. Не знам што се случуваше пролета, затоа што не бев актер. Никому не му се веруваше дека тоа е можно. Пролета јас бев во армија, во војска и не бев тука. И јас лично сум убеден дека доколку јас бев тука, си придавам повторно големо значење, ама бев многу важен елемент во тимов, во централниот дел, да кажам, на тимов. И мислам дека ќе влеземе во таа лига. Сигурно. Затоа што и јас бев играч кој доста трчав, кој доста работев, така да кажам, на теренов, и сега испаднав една таква радилица кој прави разлика во трчање. И се вратија играч и го зедува место кој не трчаа многу, кој играа фудбал, да кажам, и затоа дојде не затоа, имало многу причини. Не беше оваа утакмица клучна, да кажам, со Нови Пазар. Тие имале, да кажам, тимов, мои пријатели, мои другари, имаа на располагање уште цели 17 утакмици да задржат, ако не да кажам второ, трето, бар да бидат деветти. Значи тука нема оправдување за сето тоа. Што се случувало, можам само да нагаѓам. Јас знам што се случувало. Не сакам, не се тие работи повеќе ни за на радио, не се за во јавност. Многу тешко беше во тоа време да прифати прилепската публика дека победа не е повеќе во втора лига. Кога беше третолигашкиот ранг подолу, имаше само по 100 гледачи. Не знам есента колку имало, јас се вратив од војска во петок, се сеќавам, и дојдов да се видам тука во сабота. Последно коло со Трепча се играше, трета лига. Може имаше 2-3 публика дојде. И за да ме задржат во клубот, ја можев како слободен играч да заминам зимата. А имав голема желба, значи да играм, не можев да дочекам да ми кажа оди, еве ти регистрацијата и оди јави се во спортска медицина тука одма зад стадионот, да добиеш печат дека си способен да играш. И одма бе во прва постава, значи без минут тренинг, без еден ден со овие играчи, одма бе ставен и одиграв сите 90 минути. Во петокот бев војник, во саботата одиграв во трета лига. Значи бев физички спремен, одиграв и останав цела пролет тука, да кажам. Инаку ќе заминев во Крушевац, во прва лига во Напредак, и ради тој надпревар јас не отидов. И ете така требало да биде. Цела пролет играме во таа трета лига и имаме по 3-4 публика до 5.000 нешто така. Не беше интересна за Прилеп таа трета лига. Тоа беше воопшто не беше интересна. И до денеска дури постои
жал дека тогаш не се успеа. Па на жалост победа имаше. Не само да се остани во таа единствена втора лига се формираше. Не, да не одиш погоре. Туку и да не се оди погоре, оти победа веќе ја смета за кандидат Слушай, за прва лига. Отиде напред Крушевац, ето тоа беше и политички, веројатно. Овде на Македонија не и се даваше втор прволигаш, еднаш во историјата се случило 81-а, втора некојаш мислам беше. Тетекс влезе од Тетово да. и една сезона престојуваше заедно со Вардар во прва лига југословенска и испадна и повеќе ни еден клуб. И на распаѓање на Југославија, тоа веќе не беше прва лига. Пелистер беше ставен по Клуч, па Пролетар, па Приштина ставано, така по некои, не знам по кои параметри беа ставани во, да кажем, во таа Не беше цела. Не беа Хрватска, клубови од Хрватска, од Словенија и како држави ново формирани ја напуштија лигата и таа лига него ни доживеа својот крај. Заврши пред време, уште во некош во мај се догодија таму рат, да кажем, во Хрватска и се прекина и овде. И во Босна, уствари, се почна тие, да кажем, немили настани, убивање и првенството не го доживеа својот крај. Во ниедна лига. Значи сега се собирате, конечно да завршиме, се Так. собирате ова генерација што го направи овој успех. По толку време прв пат се собирате? До сега се нема собрано, сега ова е прв пат и како што кажав претходно, на почеток сите овие 15 фудбалери, уште еден ми фали, кој ќе биде повикан, дадоа согласност дека ќе дојдат, дека нема проблем, со душа чекаат да бидиме заедно, да се видиме. И останува уште да договориме со управава да некој да го отвори стадионов, да има таму некој човек. Не бараме ништо апсолутно, едноставно мило ни е да прошетаме по стадионов, да влезиме во соблекувални, иако тоа не се повеќе истите соблекувални простори, ова се реновирано, направено ново. Ете така да воцираме малку спомени, не ни треба апсолутно ништо, ни чаша вода не ни треба, едноставно само да поминиме ете така, да се подсетиме на оние денови кога стадионов, кога Прилеп живееше за победа. Инаку сегашниот фудбал, сегашна победа, мислам дека редовно гледате кога сте тука. Па лани ја гледав 7-8 утакмици, беше тешко да се гледа, тешко да, како некој кој ја го носел дресов на победа, тешко на навивачиве да седат на трибини, мене посебно кој сум играл за тој клуб. Мораш да ја прифатиш реалноста, значи не постојат, нема финансии, нема пари, нема фудбал. Така дојде времето, млади дечиња се, ги гледам тука, се разбира, млади играат фудбал, не играат стари, а меѓутоа колку има квалитет. Победа има најмлад тим. Да, ама колку има квалитет е дискутабилно. Значи во една нормална победа, јас нема да ги окривувам децата, не се ништо криви. Во една нормална победа, во едни, да кажем, од овај состав што го гледам, можеби 5 може да бидат присутни во тие 25. Нека ми опростат ако овие младава генерација или овие постариве кои можеби сум премногу строг, меѓутоа не гледам некој квалитет за нешто поголемо во овој момент. Па, До кога сте тука? Ќе бидам тука до почеток на есента, уствари не есента, до средина на летото, некаде после Илинден се враќам назад во Австралија, ќе бидам 3 месеци и нешто, така, релаксирано го поминуваме овие, да кажам, не сум уште пензионер, овие пензионерски денови, така да се наречам. И убаво ми е тука низ градов, ме познаваат луѓе уште од овие постарите. Се дружам ги барам сите, значи јас илузорно е да чекаш да дојдеш од Австралија и да те бара некој и нема да се видиш со никој. Јас сите ги барам, уште додека сум во Австралија имам контакти и ги барам и ги посетувам дома во нивниве градови, значи така да се дружам со сите и направи неве напор и се надевам дека еве тука сме блиску да го реализираме. Мислам не треба ништо, сите дадоа согласност, единствено кај Стојче ќе бидеме во таа кафана, така ни е планот, затоа што тоа символично не врзува. Ние сите претежно во тоа 87-88, тука се храневме овие играчи кои беа од страна, сите тука беа на храна кај Стојче, пред утакмица, после утакмица, таму бевне, да кажам, пред утакмица сабота вечер, за ручек пред утакмица, претежно таму бевне, иако и панорама одевне, горе кај
кај Лупчово, кај факултетот. И меѓутоа повеќето време бевме тука. И сега го контактиравме него да видиме дали има слободно место. Сега се, знаеш, време е на овие матурски се одржуваат, па следнава недела рече е слободен, нема проблем. Тука 20 на души, 25 поканет, имаш званично покана и ти да бидиш да присуствуваш. Го поканив и Миле Талевски исто така, се израдува, не може да се израд да верува зашто го викам. Тој пишуваше за так, белградски спорт тогаш. Так. И Башевски беше покојни за Македонија. Да, и Башевски. И Атанастасевски за вечер. Тие три вестници дневни. И Народен глас, чинам дека Не пишуваше текнува кој беше. Данчо Трајков. Да, покојни Данчо, така. Имаше доста и тогаш Како не? медиуми што Да, следеа фудбалот, односно победа. А за Миле Талевски се сеќам кога напиша победа наместо прва лига, не е ни во втора, туку во трета. Така. И во белградски спорт пишуваше на српски јазик. Така, да. Тоа, вика, најфудбалски град у Југославија. Југославија данас е најтужниот град. Така. Победа nije ostala u drugu ligu, nego ide u treću. A trebalo je da bude prvoligaš. I od тоа, потажно тогаш не беше, таа недела, кога последен надпревар овде играше победа, со Лирија. 2-3-0 нешто така беше. Ја гледав, јас бев дојден од војска и баш бев. Читам дека 4-0 беше. Можеби не беа доволно. Не беше доволно. Требаше уште бар за гол 2. Требаше 6-7 разлика да биде на последното за да се пласираш натре. И една Лирија се пласира која беше далеку испод нас. Значи не само тој. И многу овие тимови беа испод нас, отидоа во втора лига, а ние не отидовме, на жалост. Затоа реков, не знам што се случувало се во пролетниот дел, некоја имало нешто, некој распад на системов, што дошло до оваа работа, инаку победа не требаше да биде во прашање влегување во таа втора лига. Тоа беше прашање дали да се бориш за прва лига, а не да бидиш во втора лига. Дали напредок или победа? Да, така. Еве тука да го привршиме разговорот. Ви благодарам Тодоровски за ова гостување, за ова се што одговоривте на моите прашања, беа многу поврзани со овој период. Так. Сега ќе го следиме овој собир за ничкава средба на 24-ти и за тоа ќе информираме. Да сме здрави и живи, само да се гледаме и да се слушаме вака за убаво и работи. И тоа е тоа, ништо друго. А Николче, во врска со овие настани што престојат или што беа, да кажеме уште нешто и да ја завршиме емисијата, бидејќи најпресно е она што се случи во Општинската лига, каде што имаше две полуфиналиња од плейофот на Општинскиот фудбалски сојуз, така што Кадица за Брчани против Млекар Мало Коњари треба да играат на 24 мај, истиот ден, меѓутоа во 17 часот, инаку средбата е во 11. Во 17 часот имаше многу публика и вчера, секако дека ќе има и на финалето, кој победува стекнува правост да оди во повисок ранг во третата лига, Југ. Тоа е за Општинската фудбалска лига. Во третата лига останува уште да се одигра последното коло. Големо Коњари со Дреново требаше да гостува, ама слушам дека се договориле во Големо Коњари да играат, бидејќи формално се чиста, секако Големо Коњари е првак. И тие ќе прават прослава сега, последно коло во третата лига. Кога се слави нешто е убаво. И победа гостува на Детонит во Радовиш, во втората лига, и таа е безбедна и победа, нема грижи за опстанок, игра со Детонит. Тоа се вака овие настани што беа и што предстојат. Последната емисија в понеделник во 11 часот. Така е, понеделник во 11 часот, во истото време, на истото место Спортски журнал. До тогаш следете
се што ви интересира на www.radiopela.mk и на www.champion.mk. Се најдобро. Radio sa srca i duša, Radio Bela, na daleku se sluša. Radio Bela, Bela, Radio Bela. Rade da si slušaj i uživaj. Sportski žurnal na Radio Pela. Спортски журнал. foolish, or maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm blind. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me.
Look in a mirror, what do you see? Do you see it clearer or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all. You're only human after all. Don't put a blame on me. Don't put your blame on me. Some people got a real problems. Some people out of luck. Some people think I could solve them. Lord heavens above. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put a blame on me. Don't put your blame on me. Don't ask my opinion, don't ask me to lie. Then beg for forgiveness for making you cry. Making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put a blame on me. Oh, some people got a real problems. Some people out of luck. Some people think I can solve them. Lord heavens above. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put a blame on me. Don't put a blame on me. I'm only human, make mistakes. I'm only human, it's all it takes to put a blame on me. Don't put a blame on me. See, I'm no prophet or Messiah. Should go look in the sovereign God. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put a blame on me. Don't put a blame on me. I'm only human, do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put a blame on me. Don't put your blame on me. Radio sa srce i duša, Radio Bela, na daleku se sluša. Radio Bela, Bela, Radio Bela. Rade i da si slušaj i uživaj. Ladies and gentlemen, simpatico band. You put the boom boom into my heart. You send my soul skin high when the loving starts. Shell bag into my brain. It goes a bang bang bang, but I feel it the same. But something's banging you, something's in right. My best friend told me what you did last night. Let me sleeping in my bed. I was dreaming, but I should have been with you instead. Wake me up before you go to leave me hanging on like a yo-yo. Wake me up before you go. I don't wanna miss it when I hit that high. Wake me up before you go, 'cause I'm not planning on going solo. Wake me up before you go. Take me dancing tonight. I wanna hit that high. Yeah, yeah, yeah.
fake like ooh la la la, yeah, no. Sapphire moonlight, we dance for hours in the sun, tequila sunrise. Her body feels wet in my hands, la la la. I felt like ooh la la la, yeah. I love you when you call me señorita. I wish I could pretend I didn't need ya, but every touch is ooh la la la. It's true la la la. Oh, I should be running. Oh, you know I love you when you call me señorita. I wish it wasn't so damn hard to leave ya, but every touch is ooh la la la. It's true la la la. Oh, I should be running. Oh, you keep me coming for ya. Ovo je zemlja mojih snova, ovo je nebo puno zvezda. Leti se i bez aviona, leti iznad kukavičjeg gnezda. Ovo je zemlja mojih snova, ovo je nebo puno zvezda. Leti se i bez aviona, leti iznad kukavičjeg gnezda. Šta? Idemo simpatico! Ja sam tu i nisam neko čudo, a ti si tu i bilo bi nam ludo. A ljubav je naša vrela i ne znam šta je led. Mi hladimo ledom čela i jedemo samo med. Ispijena, umorna, pred tobom se stoji i dok ti blistaš. Ja se bojim, bojim. Ljuljaj me nežno, ljuljaj me fino polako, ljuljaj me nežno. Ti znaš da je bolje tako. Ljuljaj me nežno, ljuljaj me fino polako, ljuljaj me nežno. Ti znaš da je bolje tako. Pisat ću je pisma duga i Zagore iz Drniša, razglednice tople s juga, iz Banata podsne Niša. Poslaću joj slike svoje